Преглед на содржините во денешниот дневник. Охрид полн гости за првомајскиот продолжен викенд. Кајакарска авантура од Охридско езеро преку Црн Дрим до Глобочица. Црвен крст Охрид преку Нега центарот и услугата личен асистент го подобрува животот на старите лица и лицата со попреченост. Кебапче за работникот, бифтек за власта. Синдикалците излегоа на протест. Утре започнува уписот на првачињата. За најавените и за останатите настани од денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло, со измерени максимални 16 степени Целзиусови. Попладне услови за локални врнежи од дожд, а во текот на ноќта кон вторник умерено облачно и топло време. Во вторник над најголем дел од Европа времето стабилно со сончеви периоди. Локално на исток од Европа и над најголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во вторник времето умерено облачно и нестабилно со дожд и грмотевици, на крајниот исток стабилно со зголемена облачност. Максималните дневни температури на Балканот од 16 до 21 степен Целзиусов. Во Македонија во вторник времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и релативно топло за овој период од годината. Ќе дува југоисточен ветар до 20 км на час. Минималните температури во пораст од 6 до 14, а максималните од 13 до 21 степен. Во Охрид во вторник умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на дневните температури, минималната 11, а дневната 15. Во среда и четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пад на температурите. Минималната 10, дневната 13, односно 15, а во петок претежно сончево. Ке има локална облачност, ке биде потопло, утринската 9, а максималната дневна 19 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Третиот во низата продолжени празнични викенди го исполни Охрид со туристи. Покрај домашните за првомајскиот викенд во Охрид најбројни туристите од соседна Србија, но и од други земји. Угостителите најавуваат успешна сезона со голема исполнетост на капацитетите. Охрид полн со туристи за првомајскиот продолжен викенд. После паузата предизвикана од ковид пандемијата, нашиот туристички бисер заличи како што му доликува во овој период од годината, да биде полн со луѓе. Најбројни гостите од соседството, посебно од соседна Србија, но има и гости од европските земји. Обишли смо све ове знаменитоти, сутра идемо на Свети Наум. Ги поминавме сите знаменитости. Одиме утре за Свети Наум, потоа во Вевчани, па во Струга. Се надеваме дека убаво ќе си поминеме. Воодушевени сме од туристичкиот водич која што е од тука, една професорка се ни раскажа како што треба. Прв пат доаѓаме тука и впечатоците се феноменални. Краљева Србија, први пут у Македонија и у Охриду. Само смо пролазили кроз Македонија, пут Грчка. Прв пат во Охрид на подолго време, досега било наминување само на пат за Грција. Преубаво е, од гостопримливоста на мештаните до професионалноста на водичот. Најверојатно ќе дојдам повторно, не може се ова да се види за 3 дена. Из Црне Горе, овде смо на екскурзiju, baš nam je fino, baš nam se sviđa Ohrid.
Од Црнагора сме, тука сме на екскурзија. Прекрасно е. Бевме во Светинаум манастирот, го видовме, преубаво е. Убав е и овој дел центарот на градот. Супер, прави Охрид. Био сум ту пре 45 година, као са 15 година. Преубав е Охрид. Бев тука пред 45 години како екскурзијант на 15 годишна возраст, но се променил. Убаво е. Најмногу ги сакам црквите, храмовите, историјата, езерото, шеталиштето и кафеаните. Ефтино е во однос на Белград. Бевме скоро и во Венеција. Овде е преубаво. Треба да се дојде, но времето е кратко. Со брачедице сега и со фамилијата. Прв пат тие се овде сега и да ги покажеме Охрид. Ние сме овде секоја година. И затоа само дека е убав град и многу ни се бендисва и затоа се треба да знаат исто дека и може да во Македонија да се најде убави гради, не само во на пример Хрватска и Црна Гора. Затоа ќе ја покажеме сега што има овде. Една од најпопуларните атракции, прошетките со кајче или веќе помодерните катамарани, доста барани и оваа година. Димитар Матов вели дека заинтересираноста е голема, но сепак потребно е пред се временските прилики да им одат во прилог. Градот е полн, имаме туристи од сите страни. Ова година можам да кажам дека се доста бројни српските туристи и од другите балкански земји ги има. Ова година исто имаме многу словенци, тоа е баш не изненади. Најчесто барана дестинација е Светинаум, заливот на Коските, Заумска Богородица, правиме на еден добар пакет од екскурзија од 6 часа, што се оди, најбарани се тие екскурзии. Исто кога идат фамилиарни групи на луѓе, зашто се и со мали деца ги барат по кратките тури од половина час околу стариот дел на градот и 1 час стариот дел на градот, Титовата вила или сегашната Билјана. После неколку годишна пауза, навистина е прекрасно да се гледа Охрид исполнет со гости буквално од секаде, велат и угостителите. Добра храна и пијалок, жива музика, која ќе ги задоволи вкусовите на сите генерации и се тоа по пристапни цени, се адутот на охридските угостители за оваа сезона. Прекрасно е вака да се гледат Охрид преполн со гости. Имат и вчера како што се зборуваше низ градов, доста туристи од соседна Србија и не радува. Мислам дека ова лето ќе биде нешто во последниве 3-4 години што не било. И Атанас Ѓоршевски, кој неодамна отвори нов угостителски објект, вели дека цените ќе бидат пристапни за секој и се надева на доста плодна сезона оваа година. Со оглед на тоа дека овој викенд е продолжен 1 мај, се надеваме дека и целото лето ќе биде исполнето со доста гости, доста туристи. Ние како нов локал секој викенд имаме жива музика, свирки во живо. Очекуваме доста плодна сезона, таква е и најавата од туристичките агенции и мислам дека ова лето ќе биде после короната едно од најдобрите лета за како сезона. Исполнетоста на сместувачките капацитети на Охридско-Струшката ривиера за великденските и првомајските празници најавува добра туристичка сезона. Иако цените за аранжманите се повисоки во однос на предходните години, сепак тврдат од хотелско-угостителскиот еснав. Земјава останува поевтина дестинација во споредба со туристичките центри од регионот. Активниот туризам се повеќе зема замав, расте интересот за кајакарење, планинарење, велосипедизам во Струшко. Главна атракција и оваа сезона е кајакарската авантура од Охридското езеро преку реката Црндрим до акумулацијата Глобочица. Активистите велат, потребна е поголема поддршка и промоција на овој вид туризам од страна на институциите. Кајакарење од Охридското езеро преку реката Црндрим до Глобочица. И оваа сезона е главната туристичка атракција во Струшко. Се повеќе туристи се заинтересирани за активен туризам. Кајакарат низ живописната природа, запознавајќи го раскошот на најстарото езеро во Европа, клисурата на Дрим и потопеното село Глобочица. Активистите велат потребна е поголема поддршка и промоција од страна на институциите да се искористат сите потенцијали за развој на активен туризам. Докажано и во светски рамки дека алтернативниот туризам веќе обезбедува и поголем внос на капитал во општините, во државите каде што се реализира, но кај нас се уште страмежливо се промовира од страна на релевантните институции да вложат повеќе во овој алтернативен туризам, бидејќи на вистина нема што да изгубат, а може да добијат многу.
Кајакарската авантура по 3 водни басени е долга 14 километри, а плени со импресии. Покрај кајакарењето нудиме сега и едно сафари со моторни чамци во тој предел, понатаму хајк или спортска ориентација. Изненадени сме и ние, минатата година повеќе имавме македонски туристи. Кајакарите ја раскажуваат приказната за свадбениот пат на Јагулата, потопеното село Глобочица за потребите на хидроелектраната, која до ден денес на 30 метри длабочина е подводен сведок за животот пред 1965 година. Општинската организација на Црвениот крст од Охрид преку нега Центарот за стари лица, како и услугата лична асистенција за лица со попреченост, значително го подобрува квалитетот на живот на овие категории граѓани и нивните семејства. Во рамки на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид функционира и нега Центарот. Во рамки на Центарот се нуди услугата помош и нега во домот, преку која лица од Охридскиот Црвен крст им пружаат помош на старите и изнемоштени лица од општините Охрид и Дебарца. Време траењето на оваа услуга зависи од потребите кои се најразлични, од купување на мирници и пружање на хигиенски услуги па се до администрација на лекови. Најчесто се за стари лица кои што сакаат да бидат во домашни услови, во домашна средина, му се потребни одредени потреби да се задоволат кои што семејството не може да ги задоволи. Тука се работи со ангажман на неговател на дневно ниво. Според потребата на семејството се ангажира неговател на дневно ниво во зависност од колку часа му се потребни на семејството, односно на лицето на кое што му е потребна помошта. Ранко Радкушиновски, психолог при Општинската организација на Црвениот крст од Охрид, информираше дека стартува и услугата лична асистенција за лицата со попреченост. Овој социјален сервис представува процес на обезбедување на помош и поддршка за лицата со попреченост од страна на сертифициран личен асистент. Услугата го подобрува степенот на независно живење на лицата со попреченост и им овозможува рамноправно учество во општеството како и останатите граѓани, при тоа застапувајќи го социјалниот модел и пристапот кон попреченоста. Воедно личната асистенција директно му помага на корисникот на оваа услуга, индиректно му помага и го олеснува и подобрува квалитетот на животот на целото семејство. Лицата кои може да бидат отфатени со услугата лична асистенција се лица на возраст од 6 до 65 години, категоризирани како лица со потешка и најтешка телесна попреченост и лица со целосно оштетен вид. Значи, веќе имаме склучено неколку договори, од наредниот период веќе ја прошируваме таа услуга како социјална услуга на територија на општина Охрид. Кај личната асистенција, тука се работи да кажеме за лица кои што имаат попречености и тука личната асистенција да му помогне во секојдневното функционирање, односно му подобри животот да се општествено поактивни и да припаѓаат да се еднакви на заедницата. Веќе се ангажирани тројца лични асистенти за услугата лична асистенција за лица со попреченост, а во процедура се за уште двајца. Максималниот број на лица кои се стекнаа со 3-месечна обука и сертификат личен асистент во Општинската организација на Црвениот крст од Охрид од страна на Министерството за образование и Институтот за образование за возрастни сега брои 17 лица. Синдикатите протестираа одвоено, но обединети се во барањата. Работниците на Денот на трудот протестираат за повисоки плати, за достоинствен живот, гневни на функционерите кои во услови на економска криза добија 78% покачување, а работникот треба да преживее со 2000 денари раст на платата. По повеќе од еден век од бунтот на чикашките работници за 8-часовен работен ден, во чија чест се одбележува Денот на трудот, протестот овој 1 мај во Македонија е и против намерата да се воведе 12-часовен работен ден. Достоинствени плати за работниците, пристојно работно време и почитување на колективните договори се барањата со кои двете најголеми синдикални организации на македонските работници го одбележуваат Меѓународниот ден на трудот 1 мај. Синдикалците гневни на функционерите кои добија 78% покачување на платите, а работникот треба да биде задоволен со 2000 денари зголемување. Први на протест излегува од Конфедерацијата на слободни синдикати,
Под мотото за правда за еднаквост, синдикалците протестниот марш го започнаа пред канцеларијата на КСС, а завршија пред владата, каде символично запалија скара со транспаренти на кои пишуваше "Кебаб за работникот, бифтек за власта". Имаме барања до владата, 5 години ги имаме истите барања. Бараме почитување на законите, подобар животен стандард, почитување на работникот и неговиот труд. Бараме зголемување на платите согласно законот за минимална плата. Бараме К15 согласно стандардите и спроведување на колективните договори, порачаа од Конфедерацијата на слободни синдикати. Точно напладне пак започна и протестот на Сојузот на синдикати на Македонија под мотото "Работниците се државата". Овој 1 мај работниците протестираат во услови кога двоцифрена инфлација им ја јаде платата и за 8-часовно работно време, кога владата има намера да воведува 12-часовен работен ден или 60-часовна работна недела, нешто против кои се изборија работниците во Чикаго пред 137 години, велат од ССМ. Не може македонскиот работник со 2000 денара покачување на плата да го издржи месецот, а некој со 78% зголемување на плата да си го тера месецот лежарно и убаво. Затоа од тука порачувам. Ние како работници не се откажуваме. Како за нив, така за нас. Нека ги намалат и они платите, ние нема да бараме. Но интенцијата е да се зголемат платите на сите работници, бидејќи гледаме во какво време, не време живееме и тие пари колку се потребни. Може да пасаре по маркети, по предавници и да не лажат дека цените се намалени, но ние сме секој ден таму и тоа не се случува. Затоа го повикувам македонскиот работник, пензионер, народ да излезе да се сплоти и да им кажеме не на овие што не мислат на нас, што си гледаат само за себе. Протестите ќе продолжат со засилено темпо и по 1 мај, најавуваат синдикалците. Меѓународниот ден на трудот, посветен на борбата за зачувување и унапредување на правата на работниците, се одбележува во светот со протести во знак на почит кон жртвите на штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго, организиран со цел воведување 8-часовен работен ден. Во земјава 1 мај е државен празник. Порано се одбележуваше 2 дена, на 1 и на 2 мај, а од 2007 година се одбележува само на 1 мај. Утре започнува уписот на првачињата во учебната 2023-2024 година. Уписот е преку порталот услуги.gov.mk, каде што родителите, старателите треба да пополнат апликација, да изберат училиште и да ги прикачат потребните скенирани документи. Од утре до крајот на мај ќе трае електронското запишување ученици во прво оделение во учебната 2023-2024 година. Уписот е преку порталот услуги.gov.mk, каде што родителите, старателите треба да пополнат апликација, да изберат училиште и да ги прикачат потребните скенирани документи. Откако апликацијата ќе биде прифатена, се одредува термин во кој ученикот ќе треба да дојде на разговор во избраното училиште со педагог. Условите за запишување прваче се да има наполнето 6 години до крајот на календарската година, да биде доставена потврда за примените задолжителни вакцини за детето, како и потврди за офталмолошки и стоматолошки прегледи издадени од надлежни установи. По исклучок, детето може да се запише во прво оделение доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната година по претходно барање од родителот, односно старателот и добиено мислење од педагогот или психологот во училиштето. Родителот, односно старателот, има право да го запише детето во основно училиште во реонот во кој живее или каде што постојано престојува. Основното училиште може да запише ученици од друг реон или од друга општина само доколку има слободни места за запишување или доколку ученикот од другиот реон или општина нема можност за следење на настава на својот мајчин јазик во својот реон, односно општина. Оваа дигитална услуга преку порталот услуги.gov.mk Министерството за образование и наука ја воведе пред 2 години за упис на првачина во учебната 2021-2022 година. Во продолжение да ги проследиме и вестите од светот.
Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган изјави дека турските разузнавачки сили го убиле лидерот на исламската држава Абу Хусейн ал Кураши во Сирија. Тоа лице беше неутрализирано вчера во рамки на операцијата на Турската национална разузнавачка организација во Сирија, изјави Ердоган во интервју за телевизијата ТРТ Турк. Ердоган кажа дека разузнавачката организација долго време го гонела Кураши. Сириски локални безбедносни извори соопштија дека рацијата се случила во северниот сириски град Јандарис под контрола на бунтовничките групи поддржани од Турција и едно од најтешко погодените во земјотресот на 6 февруари кој ги погоди Турција и Сирија. Сириската национална армија, опозицијската фракција во областа, немаше моментален коментар. Исламска држава го избра ал Кураши за свој водач во ноември 2022, откако претходниот лидер на Исламска држава беше убиен во операција во Јужна Сирија. Најмалку 18 лица загинаа, 33 се повредени, кога автобус паднал од карпа во западно Мексико, соопштија локалните власти. Обвинителството во Најарит, мексиканска држава во која се случила несреќата, соопшти дека автобусот паднал од висина од 15 метри, најмалку 11 повредени малолетници се префрлени во болниците за медицинска помош, пренесуваат медиумите во светот. Чеченскиот лидер Рамзан Кадиров рече дека размислува за создавање армија која ќе ги штити интересите на угнетените народи. Ова им го кажа на новинарите за време на презентација на оружје на Рускиот универзитет за специјални сили. Неодамна многу размислував за формирање силна армија која би можела да се пресели во различни земји и да ги заштити народите кои денес ги уништуваат и убиваат државите, оние кои ја наметнуваат својата демократија, изјави чеченскиот лидер. Тој каже дека оваа армија ќе се состои исклучиво од патриоти подготвени да ги дадат своите животи за воспоставување ред. Кадиров претходно зборуваше за своја намера да формира приватна воена компанија по завршувањето на работата во државната служба, според регионалните медиуми. Едно лице загина, 3 се ранети во руско гранатирање во регионот Херсон во последните 24 часа, објави управата на регионот на Телеграм. Меѓу повредените има и едно дете. Стамбените области во регионот биле нападнати 39 пати со 163 гранати, а градот бил нападнат 8 пати со 41, се наведува во соопштението. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!